Добро утро, почитувани гледачи, 9 часот и 15 минути, редовниот термин за почеток на ново издание на емисијата Фактор здравје. Ви посакувам добре дојде и ова утро и ве очекуваме да не следите до самиот крај на емисијата. Зборуваме за псоријазата и современите текови и трендови во третманот и лекувањето на псоријаза, кое што е хронично, незаразно, кожно заболување, кое што не е само естетски проблем, туку значително знае и може да влијае и на квалитетот на живот. Зошто е важна раната и на времена диагноза, третманот соодветниот во зависност и од видот на псоријазата и третманот индивидуално кон секој пациент, но зошто е сето тоа важно, утрово разговараме со доктор Дејан Филиповиќ, специјалист дерматовенеролог од Универзитетската клиника за дерматологија. Добро утро, доктор Дејан, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро и добро ве најдов. Да. Честопати се зборува за псоријазата, најчесто секогаш велиме псоријаза и екзема, ама сега целно конкретно зборуваме за псоријазата и посебен акцент ќе ставиме на третманот, бидејќи тоа е и најважното нешто, а откако веќе ќе се диагностицира. Само кратко, како вовед, што представува и кои делови од телото најчесто ги зафаќа? Убаво најавивте, како и секогаш, убава дефиниција дадовте за псоријазата. Псоријазата е едно хронично воспалително генетски детерминирано наследно заболување, кое што може да се јави во било која фаза од животот, има тенденција за јавување кон после 30-та година, меѓутоа секогаш не е тоа правило. Јас сум имал случаи каде што деца буквално од 4-5 години добиваат први псоријатични промени, така да не секогаш тоа значи дека мора да биде од 30-та година. Инаку генетскиот фактор игра главна улога, тоа значи дека доколку еден родител имал некој тип на псоријаза или некои псоријатични промени, шансата е 30% да има и детето, додека доколку двата родители се опфатени, шансата е дури 50%. Никогаш, секогаш збориме процент шанса, не значи дека мора да има и не значи дека од искуство кажувам, кога ќе прашаме анамнестички дали мајка, татко, дедо, баба имаат, многу пати велат немаат, не мора тоа да значи. Порано може имало, тоа се третирало како некој тип екзема, како некое, знаете, она црвенило по раце, по нозе, што поминувало и некогаш само од себе, така да не секогаш тоа што се знае. Меѓутоа, сепак, генетски фактор, литературата вели дека мора да постои и нормално тука се секогаш надворешните или екзогени фактори кои што секогаш влијаат да се појави првата псоријатична промена, односно да избувне псоријазата, а кога сме кај нив, чисто само да набројам, значи тоа може да биде од алкохолот, дрогата, цигарите, па се до болестите и нормално најголем улога игра стресот. Стресот дефинитивно е најголем фактор, па особено во денешно време, за појава на што навистина многу сме изложени и наред други фактори од надворешната средина, негативни преценели во прв ред и не само за псоријазата и за ред други заболувања кои што се јавуваат кај голем број пациенти. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, следете не, вклучете се во емисијата со вашите прашања, за секако да добиете совети и препорака. Со доктор Дејан Филиповиќ, специјалист дерматовенеролог од Универзитетската клиника за дерматологија, зборуваме за псоријазата и современите трендови и текови во третманот на псоријаза. Доктор Дејан, како почнува псоријазата? Каде првично почнува да се манифестира? Никогаш не е многу и премногу распространета и проширена на телото. Не секогаш почнува исто, меѓутоа литературата вега и искуството наше дека предилекциони места каде што прво се појавува се лактите и колената. Тоа се оние стандардни места и локации кај што и тешко забележуваме, кај што мислиме дека не е ништо, нешто е како љушпичка некоја и некогаш знае и таа љушпичка сама од себе да помине како и самата псоријаза. Во наводници помине, не споменавме дека псоријазата не може да се излекува. Може да се третира, затоа ја рачунаме како дерматоза, малце болест која ќе се каже, мене ми е многу потешка дефиниција. Ајде, како хронична кожна состојба можеме да ја наречеме за да не звучи толку страшно и секогаш сме потенцирале дека не е заразна. Надворешно се гледа на рацете, меѓутоа да некои форми на псоријаза
изгледаат и многу погрдо и најчесто тука е најголемиот проблем затоа што се осудуваат од јавноста, изгледаат грдо или ги избегнуваат луѓето нормално на места што се фотоекспонирани регии каде што се гледаат секојдневно и пациентите се затвараат во себе, се полекуваат, па се кријат и затоа и психолошкиот момент игра многу голема улога, ама ќе споменеме за тоа подоцна. Така, ако првично се појави некоја промена, треба ли веднаш да се дојде на лекар? Како Не можеме секогаш. ние да препознаеме дека нешто е малку посериозно од некоја обична манифестација или реакција на кожата? Видете, псоријазата и екземата се многу слични. Сите тие еритемосквамозни заболувања. Им постојат 3-4 феномени кај псоријазата кои што може да се тестираат дома, меѓутоа никогаш не препорачувам пациентите сами да го прават тоа. Најчесто луѓето доаѓаат кога ќе се влошат симптомите. Рековме колена и лакти. Честопати е зафатен и скалпот, честопати ќе почнат промените по телата, ноктите, ушите, што секогаш е проблем, тогаш веќе навистина доаѓаат. Меѓутоа, како што реков, првите промени не секогаш бурно почнуваат и може да се повлечат. Нормално и зависно кој степен на јачина е моментот на екзацербација на првите промени на псоријазата и нормално оној тригер фактор колку е силен. Сме имале случаи каде што огромен стрес, некој акутен стрес предизвикал на вистина бурна реакција на псоријазата, каде што нормално пациентот веќе ствара паника, доаѓа веднаш, меѓутоа нели за се постои начин да се среди. Дали таквите промени, освен што надворешно се гледаат, и чешаат или некој друг начин на манифестирање има? Не секогаш. Затоа викаме еритемосквамозно, тоа значи сквама, лушпа. Кога лушпите ќе се тргнат, дали од чешање, дали од облека, дали од било што друго, може да настане мало благо чешање. Меѓутоа со самото тргање на лушпите постои нормално тука тоа се кај лушпицов феномен, на точкесто крварење што се јавува на местото на псоријатичната лушпа, каде што нормално кога веќе има простор низ кожата и крвца мала, може да настане некоја блага, мала, ситна инфекција, која што после нормално дека и подчешнува на момент. Инаку самата псоријаза по себе и не чеша толку. Скалпот некогаш чеша, тоа псоријаза на скалпот е она класично перутање на скалпот, па честопати мислиме имам првут, ќе сменам шампонот. Знаете како тоа све се пролонгира и на крај се доаѓа кога навистина ќе настане некој поголем проблем, односно кога псоријазата ќе земе поголем замав и ќе зафати поголем дел од телото. Сепак, добро е да се прават и редовни дерматолошки прегледи, така велиме да ги проверуваме и бенките, а кога ќе ги проверуваме бенките, докторот ќе забележи и други промени кои што се јавиле на кожата, а сепак ќе биде навреме откриено. Постојат ли видови, типови на псоријаза, се разликуваат ли меѓу себе во начинот на манифестирање, каква е симптоматологијата? Постојат, со псоријаза се зафатени 3% од вкупната светска популација. Тоа би му дошло круго некои 100 милиона луѓе, што навистина е една импозантна бројка. Најчесто е онаа вулгарна псоријазис вулгарис. Меѓутоа постојат и други типови на псоријаза што и не се толку чести и што се, да речам, надокнадени на онаа основна псоријаза. Тоа се, например, гутатна псоријаза која што може да настане заради некој инфект во телото. И клиничката слика е многу различна. Тоа се едни топчести, ситни промени расфрлани, дисеминирани по телото, по трупот, кои што при терапија со антибиотик знаат да се повлечат и самите од себе. Потоа тука е на еритродермична, артропатска псоријаза, знаеме дека псоријазата може да предизвика и псоријатичен артритис. Во подоснежните години многу ретко јувенилен псоријатичен артрит кај децата, меѓутоа нели секогаш мораме да го земеме тоа по предвид. Не се умира со псоријаза, вели литературата, се умира со псоријаза. Меѓутоа, ете тој индекс на квалитет на живот со псоријазата и псоријатичните промени знае да е многу влошен, особено кога постои, ќе напоменам, PASI скор, тоа е Psoriasis Area and Severity Index, начин, алатка за пресметување на степенот и тешкоста на псоријазата. Зависно од тој степен, каде што може да варира од 1 па до 100, толкава и голема зафатеноста и тежината на псоријазата и затоа разликуваме кај она класична, да наречам, вулгарна псоријаза, лесни типови, средни до средно тешки и тешки типови на псоријаза. Па од самото тоа зависи и терапијата. Каков ќе биде и третманот? Имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро. Ало, добро утро. Ве слушаме, повелете. Јас слабо ве слушам, ама вие сигурно ме слушате. Убаво ве слушаме ние, да. Да.
Поздрав многу до вас и до докторот. Благодарам. Сакам да го прашам нешто за псоријазата. Касно се уклучи, значи може би го кажал тоа во почетокот. Значи тие лушпите ги лупи човекот, ностоп ги лупи. Дали може да си оштети нешто со лупењето? Дали е препорачено да се лупи уствари? И уште едно прашање, дали треба да внимава на храната? Многу ми е битно тоа да го слушнат луѓето. Не е за мене, за некој што слуша сега. Добро. Благодарам многу и поздрав. Ви благодариме и ние вам. Убаво, квалитетно прашање на самиот почеток. Не е страшно да се лупат лушпите, ама како што реков, веќе може да се јави некој крварењето под лушпата, зависи на кој начин. Знаете, она кога ќе паднете како мало дете на нога на колено, па се јавува она коричка, па ако ја самија трнеме коричката, па уште ќе крва. Да. Не секогаш е добро, или не на сила да се отстрани таа лушпа. Таа лушпа и треба да се отстрани, меѓутоа не на сила. Со механичка јакост некоја за да се направи друга штета. Инаку емолентната локалната терапија и придонесува за намалување на индурацијата, се вика тоа, на дебелоста на таа лушпа и нормално со незино стивнување, односно повлекување. Другото прашање е дали храната влијае. Влијае многу храната. Не конкретно дека, не знам, ако пиеме кока-кола и, не знам, јадеме жолчка од јајце, ќе добиеме псоријаза или ќе се влошат симптомите. Меѓутоа, интернистички многу работи влијаат кај екзацербација на веќе постоечките промени на псоријазата, влошувањето. Тоа значи дека, нели пак ќе речам, зависно од човекот. Кај оние обемните, обезитните луѓе, каде што постои метаболен синдром, знаеме што е метаболен синдром, кога волуменот на стомакот е поголем со струкот, постои начин како се пресметува тоа, нарушен body mass индекс и сите тие работи кои што се битни за нормално функционирање на метаболизмот на човекот, мора да се во ред, затоа што кај обезитните и поддебелите луѓе, да речам, многу се потешки симптомите кај псоријазата. И самата терапија што ја даваме многу помалку функционира. Сега ние не збориме ако е лесен тип на псоријаза, има, не знам, 2 плаки псоријатични на лактот, па као ништо страшно. Меѓутоа, докажано е научно и ние на клиниката имаме разработено начин на исхрана за овие луѓе, каде што го даваме во тип на еден флаер на пациентите што им е потребно, особено кај, па и не мора да се возрастните, кај оние пообезитните, да речам обемните, подебелите, за да нормално се регулира таа исхрана, се јаде правилно, нормално тука се внесување на омега-3 масни киселини и сите оние потребни нутриции, нутритиенти и минерали што се потребни за нормално функционирање и D3 витамин, бар 2200 интернационални единици, затоа што псоријазата на некој начин прави D3 суфицит, тоест дефицит и знаеме дека и сонцето е многу јак битен фактор од дел од терапијата за псоријаза. Затоа е малку подобра прогнозата, сега во овој есенско-зимски период. D3 витамин, така да секако треба да се регулира исхраната и да се пази што се јаде, особено кај потешките форми на псоријаза, каде што е зафатен повеќе од 50% од телото. Така, тоа се препораки кои на пациентите им се даваат што во домашни услови да применуваат и за нега на кожата, така со псоријаза. Нормална исхрана, месо, све, ме разбирате, меѓутоа нормална правилна исхрана. Така, да, бидејќи тоа се работи кои што може да ја влошат состојбата, а може и да ја подобрат, да ја стават во една добра контрола. И влијаат на самата терапија, особено пак ќе речам кај тешките форми кај што многу е битна килажата, затоа што се даваат по грам на килограм, самата доза на лекот, така да многу влијае. Така. Во поглед на терапијата, откако веќе нели ќе се дијагностицира, ќе се одреди степенот или видот на псоријазата, од каде се почнува, што е првично, па и кај полесната форма и на псоријаза, за да дојдеме до оние по тешки случаи и ќе објасниме и што на клиниката за дерматологија се нуди во тој поглед. Така. Многу убаво прашање биле. Видете, псоријазата може би 100 години наназад се знае дека постои. Многу интересно да се каже, сега ми текна дека порано ја мешале со лепра. Сите сме чуле лепра. Лепра е изубрена. Не е изубрена, постои лепра и лепрозни промени. Меѓутоа сите мислеле дека лепрата е псоријаза, тоест псоријазата е лепра. Може би затоа што наликува, може би така на скрос, кога би се ставиле две слики, сега немаме некој таков материјал што би го покажале, меѓутоа кога ќе се споредат две промени, псоријатична промена и лепрозна промена, буквално исто.
постојат начини, нели, како се прави детерминација, разлика на меѓу истите. Муабетот што ми е дека од тогаш па натаму псоријазата се третира на секакви начини. Значи од некои лекови што се измислени од пред 80 години па се до денеска. Нормално напредокот е многу голем. Постои, ќе споменеме, убаво ќе објасниме за најновите трендови на третирање, меѓутоа да почнеме од почеток. Прв и основен лек, да речеме, е онаа локална класична терапија со кортикостероиди, што во принципи не се препорачуваат за третирање на псоријаза, меѓутоа во умерена доза, контролирана од лекар, специјалист, дерматолог, и зависно од потентноста на самиот кортикостероид и нормално емолиентна терапија, односно навлажнувачи, тоа се сите оние млека за тела и витамински креми, може да се донесе до затишување на промените. Меѓутоа, сепак тоа е за оние најлесни типови на псоријаза. Нормално сето тоа зависи од милион други фактори, нели самиот доктор проценува со што ќе оди, како ќе оди. Тука игра улога професијата на човекот, возраста на човекот, кај деца не може да се оди со сите работи. Постојат и дечиња што имаат такви работи, па се мешаат со атописки дерматит, со екзема, со псоријаза. Тргајќи од локалната терапија, постојат навистина многу терапевтски модалитети како тоа би функционирало и одело. Ние на клиниката имаме искуство со сите тие. Прво сме единствени во Македонија со фототерапија. Фототерапијата е еден медицински солариум каде што е она класично сончење, меѓутоа тачно се средува дозата оние килоџул на сантиметар квадратен, да, и се прави тој медтест, минимална еритемна доза за да не изгориме. Значи се знае колку треба и како треба да се врши таа фототерапија. Фототерапијата игра страшно голема улога, особено во овие зимски денови. Нашата ординација, тоа е амбуланта за активна терапија, односно за фототерапија, е преполна секогаш. Значи ние не знам безброј псоријази имаме кои што одат со години на фототерапија, особено во зимските денови кога влагата на воздухот е помала и кога се влошуваат симптомите. Меѓутоа сега постојат и многу други орални, тоест орална терапија, лекови за пиење што навистина го подобруваат текот на псоријазата. Никако, значи, морам да кажам, пациентот на своја рака сам да не ги пие. Знаеме дека сите ние луѓе тежнееме на тоа, ми кажа другарот, он зимал многу подобро му било. Не треба да се зима сам на своја рака, се знае затоа што тоа се и многу потешки лекови. Не е тоа аспирин, андол, кафетин, па не болила глава, сме се напиле и поминал. Тука ќе ги споменам ретиноидите. Ацитретин, тоа е еден лек кој што многу помага во третирање на псоријатичните промени и во комбинација со фототерапијата навистина дава еден ефект. Меѓутоа, пак ќе речам, никогаш не се почнува со тој. Мој принцип на работа е секогаш одиме со најлесниот начин на третирање, затоа што би правиле ако се влоши состојбата, ние веќе сме го дале најјакиот лек. Што тогаш, како тогаш ќе ги средуваме симптомите. Значи мора постепено да се оди затоа што и самата псоријаза е таква. Секогаш оди постепено, нормално, исклучоци секогаш постојат која ќе бувне одеднаш, меѓутоа тогаш и ние одиме со уште појака иницијална терапија. Споменувајќи ги ретиноидите, тука се и циклоспорините, тука и метотрексатот, тоа е цитостатик, значи тоа се и сериозни лекови кои што не секогаш дерматолозите ги даваме, меѓутоа во консултација со ревматолог, тоа се веќе лекови што се пијат и кога ќе се јави оној ревматоиден реуматски артрит, псоријатичен ревматоиден артрит, па така да мора да се делува малце системски, интернистички, па да се смират симптомите. Така, оваа терапија е подолготрајна или кога ќе се појави некое подобрување, малку се прави стишување нели на симптомите, па кога ќе треба следно повторно или мора во неколку циклуси последователно да се прима? Најчесто се прима во текот на целиот живот. Пак се тоа зависи од како тоа ќе се смират симптомите, да речам, на псоријазата. Тргајќи од ретиноидите ги даваме на почетно 1 месец, па 3 месеци, па некогаш и многу повеќе. Некогаш престануваме. Меѓутоа еве метотрексатот се пие со години. Некогаш може да се намали дозата на онаа доза на одржување. Меѓутоа сето тоа, нели, затоа се оние редовни контроли на месец, на 2, на 3, каде што гледаме дали има потреба. Јас сум имал искуство со пациенти кои што се 10 години на метотрексат. Меѓутоа пак се тоа
многу тешки форми на псоријаза кои што и тоа се пациенти што веќе со години примаат, па ние пробуваме да намалиме дозата затоа што не секогаш лекот за псоријаза, односно за некоја болест е добар и за организмот и за другите органи. Тие се хепатотоксични, апсолутно да, штетни се за џигерот, за хепарот, штетни се за бубрезите, за желудникот, често пати имаат гастрични промени. Секогаш тука се и нус ефектите, така да мораме паметно да играме, да ракуваме со таа терапија. Така. Во склоп на клиниката за дерматологија функционира центарот за псоријаза. Што значи тој? Како функционира? Што значи за самите пациенти? Многу убаво што споменавте. Пред неколку години со професор Дамевска, сегашната директорка на клиниката, дојдовме до идеја да отвориме национален центар за псоријаза. Самото име кажува што е тоа. Тоа е центар каде што ќе се сплотат, да звучам така, сите псоријази, односно место, регистар каде што ќе имаме податок буквално за сите псоријази. Што нормално ќе помогне на пациентите полесно да дојдат до информација како што постојат, не знам, центар за туморна дојка, центар за хематолошки болести и слично. Центарот во моментов функционира одлично, морам да кажам, и сум многу среќен, задоволен и што го водам тој центар. Функционира како една амбуланта за третирање на псоријази. Тоа амбуланта отворена со термини за закажување во текот на неделата за примарно, секундарно и терцијерно здравство. Значи буквално може и матичниот лекар да закаже термин. Нормално се работи само за псоријази, иако често пати доаѓаат и други слични болести, меѓутоа достапноста ни е многу битна. И од кога тој центар функционира, мислам дека пациентите со псоријаза, особено ние помладите, се некако многу задоволни. Затоа што веројатно и поохрабрени навреме да побараат помош. Тука може да се закаже едноставно и првично преглед за да се види дали станува или веќе мора да е диагностицирана псоријазата, па за да се дојде кај вас. Не мора. Меѓутоа и матичните лекари знаат да препознаат. Видете, за да докажеме псоријаза не само клинички, ние може да земеме и парче кожа со биопсија па да докажеме 100%, и тоа ни е потребно доколку одиме со некои појаки терапевтски модалитети. Меѓутоа клинички многу лесно се распознава како лекар што веќе видел псоријаза. Знаете лепра, ако видите истат, се враќаме на тој муавет, секогаш ќе знаете лепра како изгледа. Така да, освен тоа, правиме и проценка за кандидат за биолошка терапија. Тоа е оној најнов крик на терапија што најнов крик последниве 30 години што веќе и во Македонија го практицираме, збориме за кожната клиника за третирање за средните кон тешки и најтешки форми на псоријаза. Постои биолошка комисија за биолошка терапија, значи преку центарот. Што треба да биде исполнето како критериуми за еден пациент да ја прима таа терапија? Току така, докторот сам, лекарот проценува. Значи, видете, на почеток морам да кажам дека биолошката терапија, често пати луѓето ќе чујат и доаѓаат, јас сум за биолошка терапија, доктор. Не сте. Не секогаш биолошката терапија е правиот и адекватен избор во тој момент. Затоа што пак ќе речам, секоја терапија има свој нус ефекти. Некогаш на вистина нема биолошката терапија мора да се знае дека се прима цел живот и е многу скапа. Во моментов ние функционираме во државава со донации, односно со спонзорство, односно со пари од Фондот за здравство. Значи Фондот за здравство донира пари на клиниката и тие пари се за одреден број на пациенти, нормално комисијата одлучува со сите можни протоколи кој кандидат е најадекватен за тоа и тој ја добива таа биолошка терапија. Имаше 4, сега има, мислам дека оцелиме кон тоа да имаме некои 17 до 20 пациенти, што на вистина е одлично од тоа како почнавме. Многу е подобро од она што пред некоја година го спомнувавме. Ние биолошката ја споменувавме напред, и се надевавме така дека и таа ќе дојде, па ќе биде применета така ние на многу повеќе. Да не споредуваме со соседите и со побогатите земји, не е тоа до тоа, не е поентата. Тоа поентата е да имаме можност да ги третираме сите тие псоријази. И не секогаш псоријазата, ова биолошката терапија е најбитна за псоријаз. Некогаш на вистина со овие лекови што ги споменав претходно, поминува, односно се повлекува. Кога сите самата литература, јас сум секогаш за литературата, и за искуствата, и за студиите. Велат дека кога ќе се искористат сите терапевтски модалитети, тогаш се пристапува на третирање со биолошка терапија.
Меѓутоа, имаме сознание и најнови испитувања и студии кои што велат дека биолошката терапија како иницијална терапија некогаш игра многу поголема улога во третманот на псоријаза. Меѓутоа, знаете како, кажувајќи го ова, битна е дистинкцијата на пациентите. Пак ќе речам, самиот лекар може да процени, не и самиот пациент, затоа што има причини, нема време сега се да објаснам како и зашто тоа оди. Постои термин биолошки наивни пациенти, нели наивен пациент не е добар епитет за карактерна особина, ама е добар во случајот за што значи вака пациентот за ова псоријаз. медицинска терминологија? Просто значи пациент што не користел биолошка или било кој биолоджикал претходно. Зашто е тоа така? Затоа што телото клетката сама го памти лекот, го памти воспалението и тежно е кон тоа да го врати воспалението, меѓутоа и одговорот на лекот. Тоа значи дека конкретната биолошка терапија, постојат многу типови на биолошка терапија, не знам дали споменав, биолошката терапија функционира на тип таргетирање на интерлеукини. Тоа се цитокини, главни одговорни делови од клетката што се одговорни за воспалението, односно докажано е во денешно време дека како настанува псоријазата. Затоа е измислена и таа биолошка терапија за псоријаза, каде што го таргетира директно тој интерлеукин цитокин кој што е одговорен за целото воспаление што се случува на кожата. Во ковидот. Цитокинската бура која што така тогаш ја научивме како терминологија. Така да биолошката терапија се дава строго кај оние тешки форми на псоријаза, кога на вистина има потреба. И кај биолошки наивните пациенти, што веќе примале, постојат и многу поевтини, постојат биосимиларс, тоа се биолошки терапии, многу поевтини, слични на биолошката терапија, меѓутоа некогаш се добри, меѓутоа не секогаш. И некогаш е можеби и подобро, затоа биолошки наивен пациент, значи пациент што не користел никаква биолошка терапија. Кога кај него се оди со правилната терапија за псоријаза во случајов, ефектот е многу подобар и поадекватен. Се задржуваат дозите, правилните дози, начинот на третирање. Терапијата биолошка се состои од инјекции кои се даваат субкутано, подкожно, и првата недела се даваат секој ден, потоа еднаш недела, потоа доза на држување е на 1 месец до животно. Така да. Затоа какви се искуствата кај нас на клиниката, ќе позборуваме веднаш по следниот блок реклами. Останете со нас, почитувани гледачи. Продолжуваме со разговорот во студиото и рековме ајде да споменеме какви се искуствата со пациентите кои што ја примаат биолошката терапија кај нас во земјава, односно на клиниката за дерматологија. Во моментов имаме 4 пациенти кои што веќе 2-3 години примаат терапија и некои 15 на кандидати што ќе почнат допрва, што ни е многу драго. Искуството е одлично со пациентите. Веќе имаме и некои студии објавено каде што кај тројца пациенти, значи скроз промените се повлечени. Меѓутоа, тие пациенти нормално ги слушаат протоколите и начините и се редовни. Имаме еден пациент што на жалост промените повторно се враќаат, повторно се јавуваат. Меѓутоа тој пациент со метаболен синдром и со неправилен начин на исхрана и со да не звучам грубо, ама непочитување на времено земање на терапијата ради X причини, не ради негова желба или нежелба. Сето тоа игра голема улога во биолошката терапија, меѓутоа и тој метаболен синдром, затоа што навистина е битни се и другите коморбидитети, односно и другите болести. Кога се дали имаат и други придружни болести? Така, ако кога овде би се намалила тежината, веројатно би се добил подобар ефект и во терапијата? И тука се, знаете како, кога се зема кандидат, не значи дека ако ви имате друга болест, не може да примате биолошка терапија, се разбереме. Меѓутоа, постојат протоколи и испитувања кои што се прават пред да се почне со биолошката терапија. Од кардиоваскуларни испитувања, зборуваме од ЕКГ основно, крвна слика и сите тие од гама интерферон тест, оние туберкулозни испитувања и све, па се до, нели, шекерот и останатите оние стандардни заболувања кои што сепак играат голема улога
во успехот на биолошката терапија. Да. Така да сепак кандидатот треба да е соодветен за да може да ја прими, затоа што не е играчка самата биолошка терапија, не е за секого. Така. Но и покрај таа терапија мора да се придржува кон сите совети кои што ги давате Токму кон нив, така за да го постигнете ефектот. Целта и намерата е така. Брза ремисија на промените, значи некогаш имаме ефект еден пациент дека уште после првиот месец дојде до повлекување, имаше повеќе од 60% зафаќање на целото тело со артропатија, значи со зафаќање на зглобовите, презадоволен е пациентот, ние сме уште позадоволни. Така да, драго ми е што индивидуално е така како промените кај кого порано ќе се повлечат тие симптоми кај кого можеби ќе треба малку и повеќе време. Апсолутно дека индивидуално мора да биде. Меѓутоа човекот конкретно имаше проблем, имаше мали дечиња, не можеше ги гушне, од што имаше рани на веќе, значи таков лош квалитет на живот ради тие псоријатични помени, човекот е пресреќен, нас ни е многу драго. Како не, да. Намерата е така да се зголеми бројот на пациенти кои што ќе ја примаат оваа биолошка терапија. Ќе се зголемува се повеќе и повеќе. Еве студиите што ги правиме на клиниката покажува дека апсолутно добар ефект има тој сецукинумаб, таа генерика што ја користиме за псоријазата, така да сме презадоволни. Да, но и во домашни услови дополнително треба така да си ја одржуваат негата на кожата кај промените од псоријазата. Секогаш. Емолиентната терапија, навлажнувањето на телото, редовното мачкање со млеко без разлика машко женско мора да се одржува. За да се задржи заштитата на оној најгорен слој на епидермисот кој што ја носи заштитата така, на кожата. И секогаш бараме нешто ново, пробуваме, истражуваме, што говорат истражувањата околу примената на ЦБД за псоријаза. Ние на клиниката имаме едно испитување кое што е поддржано од УКИМ, значи на ниво на Универзитетот Кирил и Методи. Па можам да речам дека е пионирско револуционерно испитување кај што досега може да се провери на PubMed, на Medscape и на сите останати сајтови или веб страници, дека нема испитување каде што CBD-то, односно кандабидиолот, односно добро чудната субстанца од марихуаната, не она психотропна ТХЦ, игра голема улога во третирање на локалните промени, односно со локална апликација доаѓа до повлекување на истите. Во моментов испитувањето е во споредба со емолиент, односно со навлажнувач, односно со млеко за тело, односно со масло без CBD. Конкретно, каде што доаѓаме веќе до при крај испитувањето доаѓаме до одлични резултати дека веќе ефект има. И нели се надеваме дека на оваа студија ќе се надоврзат и ќе се надокнадат многу други студии каде што нормално ќе го компарираме CBD-то и ќе го даваме во комбинација и со па можда и кортикостероидни креми, некој такролимус, пимекролимус или некоја фототерапија или некој ретиноиди, ќе видиме понатаму, меѓутоа нешто навистина ново и пионерски што има ефект и што ми е драго што е така и што се надевам дека еден ден ќе влезе во протоколите на третирање на оние ситни. Зборуваме сега овој пат за лесни форми на псоријаза, лесни па можда до средно тешки каде што нема преголема зафатеност. Така, ама на своја рака ништо да не преземаме освен со консултација со дерматолог. Имаме уште еден гледач, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Ало. Добро утро, ве слушаме. Ало. Да, само ќе ве замолам малку погласно да го чуеме прашањето. Покасно се вклучив, докторов како се вика и од која клиника е. Добро. Конкретно околу псоријазата нешто или некој друг проблем со кожата? Имам роднина болен од псоријаза, не знае кај да се обрати. Бил на дерматолог, ама не е задоволен. Добро. И зато прашувам. Ете така, доктор Дејан Филиповиќ е од Универзитетската клиника за дерматологија во склоп на клиничкиот центар. Преку матичниот лекар во Националниот центар за псоријаза. Така стои амбулантата. Под клиниката стои амбуланта Националниот центар. Има термини и да нема, има неколку денови амбуланта, така да може да се закаже, не е страшно во секое време. Нема чекање. Добро. Со ова јавување ја заокружуваме денешната емисија, ги кажавме главните поенти, се фокусиравме и на третманот, што е најважното нешто нели на пациентите. Кога го имате ваквиот проблем, пробувате се и се што за да си го решите, ама еве ги има можностите кои што се нудат на клиниката, па секој од нив
кој што го има овој проблем да си се обрати и да се најде соодветната терапија. Јана, со тебе секогаш времето брзо поминува. Прво, драго ми е што ме покани повторно во твојата емисија. Чест ми е и задоволство и драго ми е што опфативме една ваква тема и вакви новитети во псоријазата и мислам дека доста помогнавме информационо на луѓето да знаат од прилика што до каде одиме и дека сме во трен со светските достигнувања. Така, благодарам уште еднаш. Благодарам јас. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен викенд. Се гледаме повторно во понеделник со ново издание на Фактор здравје.